македонската музичка сцена и во фолк и во поп музиката станува збор за една многу шармантна, одмена дама и многу силна жена. Јулија Мациевска. Здраво, Јулија. Благодарам на оваа прекрасна најава, баше. Чест ми е што сум денеска гостин во вашата емисија. Многу ме израдувавте, ми го наполнивте срцето. И верувам дека и гледачите ќе уживаат, бидејќи ова е прв мој ваков настап од јавен карактер после подолго време од кога ми се случија сите голготи, за кои што нема сега да зборуваме, но сум многу благодарна на сите кои што сакаат да ме вратат повторно на сцената и кои што сакаат да ја видат Јулија во она светло во кое што ја познаваат. Од секогаш, како што те познаваме. Инаку, за ова имаме убав повод за разговор, тоа е неодамнешниот настап на Шочка фестивал и она преубава песна Приказна за Хаџи Мило. Хаџи Мило, токму така. Да, ајде да го знаеме нешто повеќе за таа песна. Многу се радувам што оваа година Сузана Спасовска и Борше Берсанов, организаторите на фестивалот Фолкфест Лешак, ми пружи оваа можност да се појавам на сцената и да отпеам прекрасната песна која е Приказна за Хаџи Мило, која што влезе во трајни предности на фестивалот. Веќе е 14 години стара, да речемо, кога премиерно ја испеав и го снимив тој прекрасен спот за Хаџи Мило. И да кажам дека посебно ми е драго кога исполнам таа песна, бидејќи зборува за автентична од Тетовскиот регион, зборува за селото Теново. Инаку морам да се пофалам, оваа песна е лично моје дело, моја е музиката и текстот, додека аранжманот се на Ќосев Ангел, на Ангелче, кој направи прекрасен аранжман. И ја снимивме, песната успари ја донесов така што Хаџи Мило е човек кој што е роден во Теново. И тој многу сакаше да има песна, а живее во Тетово. Многу сакаше да има песна за својот живот, бидејќи за Теново го врзуваат големи спомени од детството. Токму кога сите девојки почнале да се заљубуваат во Хаџи Мило, тој решил да оди на печалба во градот во Тетово. Во тоа време Теново било и само дозволи. И значи таква носталгија за родното место, за родното огниште, остава мајката, нели остава се, и оди во Тетово и таму ја сегнува љубовта на својот живот. Значи хаџиницата сега негова, тој оди на хаџилук во Ерусалим, е многу побожен човек. Да, и јас инспирирана од сето тоа, Хаџи Мило ме шеташе 1-2 дена по Теновскиот крај да ги видам сите убавини, да ја слушнам музиката таму што се исполнува и така настанала прекрасна. Ние дознаме се за оваа песна, оставаме уште да ја слушнеме. Да ја слушнеме и да кажам, не знаејќи се најдов овдека со Кут Брвеница. Кој беа во спотот? Кој беа во спотот, кога снимивме, што посебно ме Хубаво, Јулија, и песната за Хаџи Мило. Оди, да.